Пред стартот на гроздоберот започнуваат и калкулациите на лозарите за годинашната реколта, но и за откупната цена. Според најавите, винското грозје ќе се откупува по цена повисока во однос на лани, со минимално покачување. Меѓутоа, лозарите не се надеваат на подобра заработка. Причината е намалениот род, кој според нив е последица на временските непогоди, што ги зафатеа лозовите насади во повеќе лозарски региони. Од Асоциацијата на земјоловци велат дека иако квалитетот на грозјето е задоволителен, приносите ќе бидат значително пониски од минатогодишните. Оваа година може ќе биде со намален принос. Март месец имаше измрзнување, а и од невремето има некаде погодено во некои региони, меѓутоа квалитетот е добар. Цената ќе биде према ланската со 1 денар покачена, да речеме, лани вранецот беше 20, сега треба да биде 21,30. Смедеревката лани беше 19, сега е 20. Мислам, тоа са изјави на министерот, кој беше у Кавадарција со станок. Меѓутоа, тоа уште не е потврдено од винариите. Лозарите велат дека лозарството е макотрпна работа, бербата е само финалето, а одгледувањето на винско грозје бара континуирана грижа во текот на целата година. Тешко како не е тешко. Мотика сетија се качеја на орао, да копаш. Цело зиму, кроиш, влечиш прачки, врзуиш, цело време. Производителите предупредуваат дека и покрај благо повисоката цена, економската пресметка нема да биде во нивна корист. Како ќе кажат големци, така ќе биде. Може и без пари да ги земат од кај се. Вистинската слика за годинашната лозарска сезона ќе биде позната по завршувањето на бербата во септември. За Сител, Трајан Ристовски.